Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Дали актуелното ниво на мерки е доволно или се потребни построги за да се заузда актуелниот бран на коронавирусот во земјава? Зошто Франција и Германија воведуваат полукарантини, а не и Македонија? Зошто пролетта, кога бројот на заразени и починати беше многу помало, денес ограничувањата беа многу поголеми? Дали медицинските авторитети се под влијание на владиниот врв кој во прв план ја има економијата? Што мисли бизнисот за актуелната ситуација? Ова се прашањата за кои вечерва ќе дебатираме со председателот на Комисијата за заразни болести Жарко Караџовски, со универзитетскиот професор во пензија и епидемиолог Драган Даниловски и извршниот директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија Дрилон Исени. Почнуваме веднаш. Во Франција од денеска луѓето може да ги напуштаат домовите само за одење на работа, на училиште, на лекарски преглед, заради помош на близок, за неопходни набавки или заради физичка активност од најмногу 1 час. При тоа секој излегување мора да се документира. Баровите, рестораните и несуштинските бизниси се затвораат. Отворени остануваат училиштата, фабриките, фармите, градилиштата, како и најголем дел од јавните услуги. Слични, можеби за нијанса поблаги мерки, од понеделник стапуваат на сила и во Германија. Целта е да се ублажи актуелниот бран на коронавирусот и да се спречи колапс на здравствениот систем. Зошто во Македонија проценката на надлежните е дека засега не се потребни построги мерки? Вечерва разговарам со примариус доктор Жарко Караџовски, председател на Комисијата за заразни болести, инаку вработен во Институтот за јавно здравје. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро вечер. На видеоврска го имаме Драган Даниловски, универзитетски професор во пензија, епидемиолог, поранешен министер за здравство. Господине Даниловски, добро вечер и добре дојди за вас. Добро вечер, благодарам за поканата. И Дрилон Исени, извршен директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Ќе почнам со председателот на Комисијата за заразни болести. Дали за вас држи вода оваа дилема, зошто Германија и Франција посегаат по построги мерки, а Северна Македонија засега не? Комисијата за заразни болести, чиј сум ја председател, будно ја следи состојбата како во државата, така и во цела Европа и во цел свет, на дневна основа. Голем дел од препораките што се случуваат во Европа во моментот се должат на зголеменото ширење на вирусот на територија на целата Европска Унија, посебно на државите од Средна Европа, посебно на дел од државите и во нашето обкружување. Така да, кога некој ќе ни рече дека состојбата не се следи, на дневна основа знаеме се ова што вие го кажавте колку случаи, дури ние знаеме и по бројки колку каде има случаи, каде се регистрирани и бројот на заболени, хоспитализирани и умрени. Значи има Европска Унија, Европскиот центар за мониторинг на заразни заболувања и Светска здравствена организација, дневно инфо за актуелностите на нашиот континент. Таму е полоша, овде е подобро, па затоа засега е ова ниво на мерки кај нас. Јас би рекол дека целата Европска Унија, Соединетите држави и целиот европски континент се наоѓаат на средина, ако не и на врвот на ширењето на вирусот во цел свет. Меѓутоа посебно во овие држави. Да, ваша проценка е дека ова ниво на мерки кај нас сега е задоволително? Ние што донесовме како комисија и предлог на мерките ги дадовме уште пред 10 дена. Со сето она што е усвоено во промена на Законот за заштита на население од заразни болести, тоа се 7 мерки што ги предложивме и кои што вчера беа усвоени, се надеваме дека ќе дадат ефект, односно дека ќе ја сузбиеме пропорционалното ширење на заболувањето во последниве поготово 10 на 15 дена, заради тоа што се уште не се исцрпени сите можности визави мерките кои што ние сме ги предложиле. Значи, очекуваме ефект од вчера донесените мерки. Да, колку време давате за да ги видите ефектите? Како комисија, еве денеска наутро разговаравме, секако разговараме за 7 до 10 дена да видиме што ќе се случи. Една мерка која што е предложена вчера, синоќа, завчера, па не може да даде наутро ефект.
Сакаме да видиме колку населението ќе ги почитува овие мерки, колку ќе прави дистинкција помеѓу нешто што не било предложено и сега како се предложува и како се спроведува, и да видиме докаде ни се здравствените капацитети, докаде можеме да издржиме и дали имаме можност да ја прошириме оваа во моментот предлог мерка за здравствените капацитети во државата. Да. Професоре Даниловски, што мислите вие за овој пристап на Комисијата за заразни болести, следен од здравствените власти, па и генерално од владата во државата? Дали ова ниво на мерки според вас во овој момент е задоволително? Па видите, кога станува збор за преземање на мерки и препорачување на мерки и донесување одлука за построги или поблаги мерки, секогаш треба да се има наум дека мора да се извага, да се стават на вага од една страна користа за здравјето и од друга страна она што значи економски последици или социјални последици. Секако епидемиолозите не се економисти, меѓутоа секогаш треба да се имаат предвид последиците по јавното здравје од препорачаните мерки. Тоа значи хипотетично. Например, можат да се препорачаат мерки на најстрог карантин од месец дена и дефинитивно епидемијата да ја совладаме. Меѓутоа, набрзо после тоа ќе се соочиме со една ситуација да речам така на масовни здравствени проблеми заради настанатата сиромаштија, заради епидемии на кардиоваскуларни, малигни душевни заболувања. Затоа многу деликатно мора да се одмери јачината на притисокот, за да кога настојуваме да ја задушиме епидемијата, зашто премногу јак притисок може да предизвика поголема штета. Сега зошто? Вчера чувме дека министерот за економија изјави во едно негово интервју на една телевизија дека во април 2020 година, во споредба со претходната година, имаме намалување на вредност од 65%. Тоа значи дека едноставно изјави дека не е можно да си дозволиме карантин. Зошто? Заради тоа што 60%, како што кажа тој, во бруто додадената вредност во државата учествува со 60% учествуваат услугите, учествува угостителството, така што услужните дејности. Така што тоа е причината зошто, ако може тоа така да се рече, на некој начин се тактизира. Така што секако дека ако дојде до ескалација на епидемиолошката ситуација во ненормални размери, кога ќе се закани загрозување на капацитетот на здравствениот систем, сигурно дека комисијата ќе преземе и построги мерки. Но еве тоа е причината, едноставно ќе се соочиме со сиромаштија. Да. Господин Даниловски, ќе ви имаме на видеоврска за цело време на емисијата. Пред да му дадам збор на Дрило Нисени, извршниот директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија, господин Караџовски, калкулирате ли и со последиците врз економијата кога ги предлагате? Стручната комисија за заразни болести со самиот назив, како се викаме, во моментов разгледува само медицински и епидемиолошки мерки. Главниот кризен штаб и владата и министерот за здравство се над нас, бидејќи сме ние стручно советодавно тело на министерот за здравство, а само ќе потсетам, додека професор Даниловски беше министер за здравство, исто така постоеше стручна комисија, која што тогаш кога тој ќе оценеше дека има потреба да дадеме стручно мислење, ние се состанувавме и дававме стручно мислење. Сега епидемијата е таква да ние имаме 3 пати неделно состаноци. Не е како порано акцидентално да се среќаваме. Со секој наш пристап епидемиолошки, ние се надеваме дека мерката што сме му ја предложили на министерот, а тој ја предложил на повисоко ниво, се надеваме дека ќе даде ефект. Во овој момент комисијата нема предложено нешто екстра плюс кое што не поминало на кризен штаб или на влада. Овие 7 мерки кои што сме ги дале во последниве 10 дена, а за кои што јавноста беше известена, по широката јавност заедно со собраниските представници, е нешто што е заклучено со денешен ден и излезено или ќе излезе во службен печат. Да. И, господин Нисени, господин Даниловски, како да ви зеде дел од аргументите, мене прво ме интересира дали во вакви околности, актуелните, може да се каже дека бизнисот соодветно функционира?
Почитувани, прво би сакал да се надоврзам на коментарот на господинот Караджовски. Бизнес заедницата имаше разбирање за важноста на општо здравствениот систем и јавното здравје на државата, но по овој долг период кој што се соочува државата и со пандемијата и со економската криза, валјда е времето да се вклучат и стопанските комори при дефинирање на мерките, рестриктивни мерки, евентуални со цел да се намали потенцијалниот ризик кој ќе има врз економијата. Додека зборуваме за превентивни мерки, додека зборуваме за ограничувања, секако дека бизнисот персе многу процеси, многу работи не може да ги врши во нормала, бидејќи постојат такви рестрикции. Тоа исто така се рефлектира и во макроекономските показатели, како по однос на бруто домашниот производ, на зголемиот број на невработени, падот на извозот, на увозот, генерално падот на приходите на државата врз различни основи. И секако дека во ситуација кога постојано има неизвестност по однос на тоа што ќе се деси во иднина, секако тоа се рефлектира и врз расположението на бизнисите по однос на реализирање на нивните инвестицијски планови кои имат свој придонес генерално во приходите на државата и во бруто домашниот производ. Господине Исени, сигурно дека на бизнисмени, на стопански комори не има место со своји представници во Комисија за заразни болести, но предпоставам дека имате контакти со извршната власт. Дали разговарате, дали ве консултираат за нивото на рестрикции на мерки кои што се носат? Во ова фаза од страна на владата сме консултирани по однос на економските мерки за поддршка на бизнисот. Морам да тврдам дека не секој наше барање се прифаќа од страна на владата, но во делот на овие рестрикции не сме консултирани од надлежните институции. Добро, ви благодарам и вие останувате на линија. Може би Даниловски сака да коментира дел од она што го коментираше претходно Караджовски? Сигурно епидемиолозите, јас реков дека не се економисти и дека мораат сепак да ги гледаат работите од здравствен аспект и во право е, па после тоа на кризен штаб или на влада да се пеглаат имајќи ги предвид и економските аспекти. Се надевам дека тоа што е преземено во моментов е нешто што ќе биде соодветно на ситуацијата, затоа што имајќи предвид, како што кажа самиот, дека пред 10 дена тие имаат препорачено мерки, па сега моравме да чекаме за новиот сет мерки собраниска седмица. Така што сега како пакет мерките треба да видиме како ќе се покажат. Навистина не може за преку ноќ да се видат ефекти и ќе видиме. Меѓутоа, со оглед на тоа дека ја имаме предвид и економската ситуација, сега јас тоа го кажувам вака гледајќи отстрана, нели? Да. Би рекол дека за да можеме да си обезбедиме еден, би рекол така, грейс период, што подолго време да помине, за не дај Боже да треба и карантини да воспоставуваме, затоа што нели свесни сме дека тоа може многу скапо да не чини. Вака ќе си дозволам од моја гледна точка да сугерирам на комисијата, ако е можно да се направи некакво напредување на мерките, еве во која смисла. Например, стои дека треба да се носат маски на отворено. Тоа е мощна воопштена формулација и јас се согласувам дека во закон и не ни може поконкретно да стои. Меѓутоа, затоа постојат подзаконски акти, правилници, во кои што можат во детаљи да се посочат таксативно, да се набројат ситуации, апсолутно најконкретно, каде на отворено треба да се носи маска. Например, зарем ако седнам на клупа на водно, пример, или во парк, треба да носам маска, или на кеј, или на пикник во трева, на кебенце, вака да бидам малку колоквијален. Понатаму мислам дека кога станува збор за кафејаните, гледам во социјалните мрежи реакции дека како тоа на отворено ќе биде забрането, ќе биде задолжително носење маска, а во угостителските објекти може слободно маска да не се носи. Јас морам да кажам дека тоа е затворен простор.
независно од предвидените дистанции и колку и да се почитуваат протоколите. И затоа сепак ризикот таму епидемиолошки е неспоредливо повисок отколку дури во гужва на отворено. Затоа мислам дека би било паметно да се бара сите газди, да речам, сите ugostiteljski објекти да имаат инсталирано пречистувачи на воздух кои што ќе го вртат истиот воздух неколку кратно во еден саат. Понатаму еден друг момент. Се редуцира бројот на патници во автобусите на 50%, ама јас не разбрав, простите ако сум пропуштил, дека компензаторно ќе се зголеми бројот на автобусите. Или евентуално да се воспостави скале со работно време. Понатаму, зошто такви пречистувачи на воздух да не се бара да се постават и во текстилните фабрики? Знаеме дека и тие во Источна Македонија беа извори, односно жаришта од кои што се формираа потоа бранови епидемиски, односно кластери. Например, имам информација дека некои приватни школи имаат такви пречистувачи во секоја училница. Потоа мислам дека е многу битно да се зголеми енормно бројот на тестирањата, ако е можно и дури до 10.000 дневно. И да не се прават викенд паузи, затоа што се добива нешто што јас во една прилика во некој медиум го нареков јо-јо ефект. Вие ќе дозволите да се шири вирусот за време на викенд и после тоа во тек на неделата ги гледате последиците. Така што сите напори во тек на работните денови се како сизифовски маки, тркате карпата до врв на брдо и потоа ви се тркала за време на викенд. Понатаму мислам дека треба да се ова е мощно важно, зашто ова е нешто што не според што не рангираат во светот. Дефинитивно мора да се коригира начинот на регистрирање на причината за смрт од COVID-19. Вака како сега што се прави. Кога сите позитивни најдени регистрирани позитивни умрени во државата, независно какви коморбидитети и независно од која причина умреле, се водат како COVID, тоа само непотребно ја зголемува бројката на умрени кај нас и споредени со другите земји излегуваме на врвот. Значи, дефинитивно мора да се разграничат кои се починати од COVID како основна причина за смрт и кои со COVID. Тоа не значи дека евиденцијата за позитивните, за овие со COVID ќе се изгуби. Таа ќе се регистрира и можат како посебен контингент да се соопштат. Ама кога смртноста се реферира, кога се соопштува меѓународно, дефинитивно би рекол така, неопходно да се разграничат овие две категории. Добро, професор Даниловски, да му дадеме сега шанса да коментира дел од ова што го зборувавте, доктор Сега јас да кажам неколку, пошто господата спомена неколку работи, ајде да почнеме од стопанската, од тамо прво да кажам. Добро. При донесувањето на првиот пакет мерки, март и април, наши колеги од Министерство за здравство и од Комисија за заразни болести беа членови и разговара со независните комори. Сите мерки што се предлага со наше и нивно учество на заеднички состаноци. Значи, не држи дека ние не сме учествувале и не сме соработувале. Професоре, да, сме учествувале на заеднички состаноци, но нашите предвидувања не биле земени предвид. Сега може ја малку да кажам. Да, не ми се убацувајте во збор, ве молам. Бидете парламентарен. Значи, записниците што се водат на нашите комисијски расправи, стои дека лицето од комисијата тоа и тоа бил учесник на состанокот на Независна угостителска комора, Северозападна Македонија комора, Државна комора и не знам веќе колку комори има, према тоа во записниците стои кои наши колеги учествувале, ве сослушале, сте ги кажале мерките и голем дел од тие мерки биле земени во предвид при дизајнирањето на пакетот рестрикции кои што беа во првата фаза на епидемијата во март, април и мај. Откако состојбата во државата лесно се подобри со намалување на бројот како во главниот град, така и во останатите дел на државата, ние сите мерки што ги правевме и сите предвидувања наши одеа кон тоа, дека од прилика до 24 мај 2020 година, Скопје имаше само 5 позитивни случаи. Понатака, одредени градови ние ги викавме зелена зона, затоа што нема ни еден позитивен случај. И сега на прашањето
од секого до сега што сум дал изјава е што тоа ни се случи нас после 24 мај. Ни се случија безброј неправилности во имплементирањето на мерките за превенција од ширење на вирусот. Пред се, дел од нив беа религиозен карактер, дел од нив беа непочитување на мерките како во оние објекти што ние дозволивме да почнат да работат и да функционираат со несмалено темпо. Ако самите се сетите, делот на угостителските комори, сите што ни испратија, им дозволивме да функционираат цело лето до 24, односно до 01 часот. Единствено што се случуваше, за да ни стане на сите јасно, дека ние немаме намера да идеме контра ниедна комора, него само да соработуваме со коморите за да се подобрат условите за работа и живот на населението, е нашите мерки и протоколи да се спроведуваат и почитуваат во целост. Кои што не се почитува. Самите сме свесни на се она што ни се случуваше, емисијава ќе треба да трае цело попладне, ако јас зборувам што све било во угостителските објекти, во свадбите, во посмртните останки на умрените што биле закопите, до оние што ние ги викаме културно-уметнички активности, пред се концерти, пред се диско клубови, пред се нешто што се случуваше и пред наши очи во изминатиот период. А тоа се кафичи, кафани, ресторани, журки, каде што имало енормен број на луѓе. Према тоа, на прашањето што ни се случува во државата, јас очекував дека водителот прво ќе праша што ни се случува во државата, ни се случува широко распространета инфекција на COVID-19 во државата на територијата на целата држава. На прашањето како ја оценувате, докторе, актуелната состојба, ја оценувам критично, но под контрола. Зошто? Се уште ги контролираме здравствените капацитети, се уште можеме да одговориме со ротација на одредени специфични кадри за овој момент што ни треба и се уште можеме да одговориме со бројот на постели за лекување на болните. Значи, критично, но под контрола. Сега со професор Даниловски малку да елаборираме. Дали некој, ме праша неколку пати денеска и вчера, предлозите да ги елаборираме посебно секој за себе. Некои колеги, и новинари најчесто, малку буквалистички ја сватија пораката, дека ако некој ора со трактор, ќе реплицирам зборувањето од еден колега, на ливада или на нива, и во тракторот натре е сам на 500 метра лево и десно од него, дали мора да носи заштитна маска? Па не мора. Па немојте толку буквалистички. Меѓутоа, 10 пати ве слушам и вас, а и себе си кажувам. Дали во трговски центар Бисер, кај што ја живеам, каде што кога одам на пазар се разминувам со стотици луѓе горе и доле, дали е потребна маска? Па потребна е. Зборувавме за тоа дека еден облак од причинители на заразни заболувања, што бактериски, што вируси, се мимоилазат со мене и со сите вас што одите горе и доле, кога лицата не носат маска. Киваат, кашлаат, зборуваат или било што прават и ние поминуваме низ тој облак. Хипотетички на отворено делот тие заразни заболувања не се пренесуваат. Меѓутоа, дали цела Европа греши што во сите развиени високи држави имаат наредба за носење на маски? Четврто, за што збориме? Дали на комисијата и се потребни и те како ни се потребни вашите мислења, вашите пред се од професор Даниловски зборам, затоа што неколку пати сме ве вклучували на комисија, дали се сеќавате, нели? Во живо да ги направиме R0, ви текнува за што зборам. Да. Во делот на работата со работката не со вас е идеална, меѓутоа неколку пати и од станатите колеги ги повикувам. Ако имате некоја зрела идеја која што држи вода, дајте да ја донесеме и да ја ставиме на разгледување. Делот на работата што се спроведува во моментот, верувам дека ќе биде интересно за слушателите и гледачите, на прашањето до каде можеме да одиме со тестовите, прво професор Даниловски рече. Ако ви текнува, Институтот за јавно здравје и оделение за вирусологија на почеток на епидемијава правеше отприлика 200 тестови дневно. Зошто началник сум на тој оддел каде што се правеа тестови и ги контролирав. По сите параметри во тој момент имавме 10, 15, 20 позитивни. Значи епидемијата беше во расплантување, во зголемување. Меѓутоа, кога дојдовме од 200 тестови, во моментов вчера направивме 2700. Па е ли тоа 14-кратно зголемување?
Па некој кој ќе ни рече дали можеме да направиме 100.000 тестови. Па не можеме. Зошто? Па немаме таков капацитет. Државата нема таков капацитет, па не сме ние Кина да направи 1 милион тестови дневно. Колку тоа лаборатории? Па имаме пола државни, пола приватни. Капацитетот е со 12 луѓе во нашата вирусолошка лабораторија и со 2 пункта за зимање во Институт за јавно здравје. Ние завчера направивме 902 теста, која имавме најголем број на тестови позитивни. Значи, од некој 30, 40, 50 во Скопје, зашто 200 се правеа вкупно на цела држава, од 30, 40, 50 во што ги зимаше Центар за јавно здравје и кај нас, ние дојдовме од 50 на 902 во Институт за јавно здравје. Со сите приватни во државава направивме 2700. Ако ме прашувате дали можеме да одиме повеќе, да, можеме, се сложувам. Меѓутоа, сепак да не заборавиме дека просторот за зголемување е до толку поголем, доколку ни имаме поголем капацитет, простор, опрема и кадар и реагенси за тоа да го направиме. Рековте дека сакате да си дадете 7 до 10 дена да видите дали актуелните мерки ќе дадат резултат. Така зборувавме денеска на комисијата за да видиме што ни се случува во државата, мерките дали ќе дадат ефект. Што би било после тоа евентуално ако има или ако нема резултати по паузата за реклами? Бидете назад. Продолжуваме со емисијата 360 степени. Понатаму во студиото е шефот на Комисијата за заразни болести, примариус доктор Жарко Караџовски. На видео врска го имаме универзитетскиот професор во пензија, епидемиолог Драган Даниловски и извршниот директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија Дрило Нисени. Господин Караџовски, пред паузата реков 7 до 10 дена рок во кој што си оставате како комисија да видите дали овие мерки ќе дадат резултат. Што би било потоа ако нема резултат? Еве веднаш да одговорам на малце по-широко на прашањето. Од иднава недела правиме напори одредени оделенија кои што во моментов не функционираа во ковид центри да ги претвориме во оделенија каде што ќе можеме да зголемиме број на хоспитализирани пациенти. Пред се, одредени интернистички оделенија низ државата ќе се претворат во ковид оделенија. 8 септември, истото што го правеше во април и мај, ќе го прави и сега. Плюс тоа, Институтот за белодробни заболувања во Козле се зголемува да биде ковид центар со 60 кревети. Меѓутоа и 3 клиники за кои што размислувавме, тоа е дерматовенерологија при клинички центар, ревматологија, па дури и Институт за ТБЦ. Меѓутоа, пред него што дојдеме до тамо, имаме на располагање уште неколку опции, а тоа е интернистички оделенија во сите клинички болници низ државата. На прашањето колку сега имаме хоспитализации, некаде над 600. На прашањето колку можеме да одиме во вис со број на заболени и хоспитализирани повеќе од 1000. Значи, не ни е дошло до тамо да во моментот немаме капацитет. Проблеми се во моментов одредени специјалисти од областа на пулмологијата, кои што имаме намера да ги ротираме од институција во институција и дури приватните интернисти да ги вклучиме во дежурствата. Зошто пролетта, кога бројот на заразени и на починати беше многу помал од сега, мерките беа многу построги, а сега не се такви? Секогаш постои можност мерките да ги направиме построги. Меѓутоа, на состанокот на кој што учествува со министерот за здравство на Берлинскиот процес, никаде во Европа нема политички час. Има вонредна состојба и вчера, односно ова што се случува во Германија и Франција. Добро, вие исклучувате полициски час воопшто? Светска здравствена организација не исклучуваше, меѓутоа рече можеме да одиме со сите други мерки кои што ни стојат на располагање. До моментот додека тоа не го искористиме, нема да има полициски час. Добро, и Сени, дали е за вас охрабрувачки ова што го слушате од шефот на Комисијата за заразни болести како бизнис, бидејќи велите дека и актуелното ниво на мерки ви прави проблеми, а ако се воведат евентуално уште построги, предпоставам за вас состојбата ќе биде уште покомплицирана. Секако, значи, ова е наше главно барање, да се искористат сите можности пред да се оди на најстрогото тотален локдаун или полициски час, бидејќи во тој случај
ако се определиме за сличен модел кој го поминавме првите 3 месеци од пандемијата, тогаш потенцијално и реално 2020 година ќе биде најлоша година во историјата на државата во економски план. Ние сме за тоа секоја мерка да се применува целосно и да се искористат ресурсите на државата при примена на овие на здравствените мерки пред се мислиме. Дали разговарате со членовите на комората во работните простори, во фабриките, навистина да биде така да се почитуваат мерките? Ние дури во комисијата, што го спомна господинот Караджовски, кога учествувавме тогаш, ги уверивме представниците на здравствените институции дека нашите компании кои се во производството ги исполнуваат не само овие мерки кои се бара од државата во тој период, дури нешто поавансирано од тоа применуваат. Дефинитивно мора да се најде начин, дури ако се оди на најлошото, треба тоа да биде рестриктивно само во тие делови на државата кај што е најризично. Бидејќи за нас секако е важно здравјето на граѓаните, јавното здравје, но пред се треба да ги заштитиме, да ја заштитиме економијата, зашто и без економијата државата ќе има потешкоти во иднина. Споредбата со мерките во земјите на ЕУ, сметаме дека не можат соодветно сите да се применуваат кај нас со оглед на традицијата, со оглед на економскиот капацитет на државата што ги има. Реално поддршката на државата за бизнисот било претежно за зачувување на работните места, додека за загубата што реално ги имат компаниите, тука нема никаков удел државата. Затоа ние сакаме за пажлив пристап и за нас последно решение е карантиното, односно полицискиот час. Добро, Даниловски, гледаме дека и во Франција и во Германија, каде што се воведуваат построги мерки, училиштата во едната држава и градинките остануваат отворени. Дали според вас тоа е оправдано? Видите, имаше многу полемики околу тоа онлайн или во живо настава кај нас и така натаму и ете се одлучи како што се одлучи. На почетокот во раната пролет кога имавме вонредна состојба, се сеќаваме сите школите беа затворени. Во моментов ја имаме ситуацијата каква што е, аналогно со овие други земји што ги спомнавте. Како да ви кажам, мислам дека оној момент кога би се влошила состојбата со бројот на инфицирани и во училиштата, ќе треба да се реагира со рестриктивни мерки. Во моментов мислам дека епидемиолошката ситуација е поволна во образовниот систем, така што освен оние локални изолации што се преземаат на цели одделенија, на поединци од наставниот кадар и така натаму, мислам дека некаква глобална рестрикција или затварање на школите нема потреба во моментов. Караджовски, повелете. Значи, коментарот мој е следен. Пред него што започна училишната година на 1 октомври и кога започнаа градинките, ние направивме протоколи кои што се дадени на на Министерство за образование и наука и за Министерство за труд и социјална политика. Ако се постапува согласно овие протоколи, најризични не се градинките и училиштата, туку непочитувањето на мерките на други делови на нормалниот живот. Како што гледате, мал број на ученици и сосема мал број на наставници, воспитувачи се, меѓутоа вирусот не е од градинка и од училиште, од дома е донесен вирусот. Значи, родителите можат да бидат сигурни дека децата, согласно протоколите што се направени и почитувањето стрикно на овие протоколи во градинките, децата им се безбедни. За училиштата постојаа дилеми дали е добро да бидат поголеми класови онлайн или да бидат пониски класови, физичко присуство. Ние како комисија направивме неколку прорачуни во кои што го констатиравме следното. Детенце од прваче мора да има некој идол. Пред некого мора да има авторитет. Некогаш во фамилијата дедо и баба се авторитет, тато и мама. Сега откако почнува образованието, идолот и некаква фигура која што ќе ја запамети за прв пат во животот со физичко присуство е неговиот учител.
Значи, нешто што на тоа размислувавме долго време е тоа. Понатака. Зошто не четврто, пето, шесто? Па рачунаме дека прво, второ и трето се највулнерабилни и дека тие, доколку не се почитуваат мерките, и дома може да се заразат. Меѓутоа, добро е да имаат авторитет во училиште. И затоа ги пуштивме прво, второ и трето деление. Доскоро, децата до 10 години, родителите нивни не одеа на работа. И имаа можност, а сега веќе ги отворивме, да имаат дневен престој за деца до 10 години. Над 10 години, па децата сами можат да се грижат воопшто за себе и за почитување на овие мерки. Онлайн наставата е сосема коректно направена. На прашањето, па чекайте, некојаш паѓа системот. Па паѓа, нормално е. Меѓутоа, во секоја држава има нешто за прв пат што се прави. Меѓутоа, не заборавете дека ова што сега кај нас се прави, може би е некаков почеток. Меѓутоа, ова е 21 век. Не можеме ние да одиме више по старите методи, ајде сите на урач, одиме на училиште. Прашањето е меѓу тие деца на кои што сме размислувале. Доаѓањето во училиште, одењето од училиште, дружбата на големиот одмор, им паузата меѓу часовите, е дружба. Епа ако е дружба, може ли да се зарази некој тука? Епа може. Епа ако може, како ќе го направиме тоа за да не успее? Нека седат дома и нека учат. Секој од нас имал дете или има дете кое што е онлайн, доволно добро едуцирано, а Западна Европа и развиениот свет надалеку учат на 1000 километри и стануваат едуцирани луѓе. Сакам да ве прашам за реакциите кои што постојано пристигнуваат од опозицијата за вашата работа, вашата лично и на комисијата. И денеска има реакција од советничката група на ВМРО ДПМН во град Скопје. Велат дека според нив е скандал тоа што наместо оставка да даде Караџовски поради големиот број заразени и мртви, Шилегов и власта му ја даваат наградата 13 ноември. Што велите вие за ова? Денеска кога излегов од дома, се заветив дека нема да зборам така како што друг пат сте ме чули, меѓутоа ќе ви одговорам на прашањето. Прво, она што сум му кажал повеќе пати, а и сега пред гледачите ќе го кажам. Во комисијата имаме 17 луѓе, елитни лица од својата бранша. Имаме 4 епидемиолози, имаме 3 инфектолози, имаме 3 од Министерство за здравство, имаме интернисти, имаме хирурзи, имаме директори на установи кои што се еминентни во државата. Значи, директор на инфективна клиника, директор на детска клиника, директор на Козле болницата, директор на Институт за јавно здравје. Имаме лица кои што се по својата бранша врзани со работа на аеродром, лица од Министерство, директор на Здравствен дом Скопје. Значи, кога некој ќе рече дали се тоа лица кои што го спроведуваат процесот на спроведување на овие мерки. Да. Сега, да не одговарам на партијата, зашто ми рековте партијата го имала тоа, скандалот е уште поголем кога дел од тие луѓе коментираат нешто, доктор Жарко Караџовски е крив за ширењето на вирусот во Република Северна Македонија. Кој е крив во Америка? Трамп. Кој е крив во Германија? Меркел. Кој е крив во Франција? Макрон. Кој е крив во Италија? Конте. Кој е крив во Шпанија, во Бугарија, во Србија? Па што требаме сега да направиме сите комисии да ги смениме? Па зошто тие не ги сменат своите комисии? Во Македонија има голем број на заболени. Па зошто има? Затоа што дел од мерките народот не ги почитуваше, не Жарко Караџовски. Жарко Караџовски заедно со комисијата е само стручно советодавно тело на министерот за здравство. Хиерархијата оди комисија, министер за здравство, главен кризен штаб, влада. Донесувањето на одлуките. Ве молам. За она за што не прозиваат сите. Не сакав ова да го кажам, меѓутоа некако сум испровоциран, па ќе морам да го кажам. Тој што сака да помогне, нека не филозофира од страна, нека облече бел мантил, нека дојде кај мене, јас ќе му дам скафандер. 1 сат само да дреме на инфективна клиника. Нека покуша да помогне, ако не знае ништо друго, нека изнесува медицински отпад. Нека помогне на оние луѓе кои што крваво ја заработуваат својата плата 8 месеци. Па ние не сме виделе фамилија и не сме виделе годишен одмор. Меѓутоа, да биде трагедијата поголема за наградата која што ми е предложена дека ќе ми биде врачена, јас дознав дури вчера и тоа не сакајќи. Затоа што нити гледам, нити читам мрежи, нити сајтови, нити нешто друго.
сум фокусиран на мојата работа. Меѓутоа, омалажување на луѓето и давање на конотации дека Жарко има хациенда и дека Жарко има бесен джип, а тоа го рекоа врвните лица на некоја дотична партија. Не сакам да опонирам, нити да разговарам со луѓе кои што се нестручни и некомпетентни за медицина. Пратеничката група во град Скопје. Па нека дојде пратеничка група на комисија, нека ни каже што тие предлагаат. Значи, немојте да зборуваме само да, јас ќе ве сменам вас. Па сменете ме, бе, луѓе, ќе ми направите добро дело. Ама, не овој пат што досега сум го изодел ја и колегите, па некој друг да клекне од згора. Испечете се прво 8 месеци, па тогаш можете да дојдете да филозофирате. Господин Даниловски, вие бевте министар за здравство во владата на Љупчо Ѓоргиевски. Не знам сега какви се вашите политички ставови, тоа не е ни најважно. Од позиција на епидемиолог, како вие ја оценувате работата на Комисијата за заразни болести? Кратко ве молам, бидејќи времето полека ни стекува. Па видите, досега од самиот почеток мислам дека апсолутно адекватни мерки се носат. Би рекол генерално земено од самиот почеток вака од временска дистанца дека можеби некои мерки може поблаговремено, попромптно да се аплицираат, но точно е какви мерки и да преземете и најстроги и идеални да бидат. Не знам, цел тим светски експерти да се собират и да ги дизајнираат, ако немате имплементација, односно ако немате респонс, ако немате реакција од оние на кои што се наменети, тогаш нема да има ни ефект. Затоа јас тука би нагласил дека многу битна е контролата и санкционирањето на непридржувањето на мерките, да мора да се подигне на повисоко ниво. Еве, ако ме прашате што било недостаток во некој изминат период, не се тоа пропишаните мерки, кои што стручњаци ги пропишувале, туку менаџирањето после тоа на нивната имплементација. Па ние паднавме на испит на планот на контролата од страна на инспекцијските органи, нека не ми замерат, ако сакате и од полицијата. И санкционирањето е, би рекол, исто така символично. Знам дека нема инспектори доволно, мислам дека стотина се, нема ни полиција доволно, но зошто, например, секоја општина не си одреди овака како идеја? Не си одреди редари општински кои ќе имаат овластувања на инспектори? Зошто, например, не се ангажираат студентите од нашите универзитети, не само од медицински факултет 6-та година, туку генерално студентската младина во цела држава да речам така, да се ангажираат во функција на контрола и санкционирање на мерките, на непридржување на мерките, значи како еден вид инспектори да добијат ингеренции. Нели, така ќе ја покажат својата висока свест, се млади, ќе покажат со својот пример како треба да се однесуваат и нивните врсници, така што тоа ќе има еден домино ефект, можеби поволен. Знаете, зимата ќе биде тешка, ама ќе заврши. Сите знам дека сме максимално фрустрирани, ама треба сите да се спрекнеме и конечно да ја победиме епидемијата, затоа што на крај ќе морам да речам дека сето она инсистирање од групи, поединци, слободата дека им се зема, дека тие сакаат да го живеат животот сега и веднаш и така натаму. Па знаете, слобода не значи анархија, не значи да правиш, да можеш да правиш што сакаш. Слободата значи и да преземеш одговорност. Добро. Благодарам. И Сени, само кратко за вас, дали воведувањето делумен карантин во овие земји кои што се најголеми трговски партнери на Северна Македонија ќе го осети бизнисот во земјава? Кратко ве молам. Секако Германија останува една од најголемите трговски партнери во државата. И ако се гледат податоците, последниве 8 месеци извозот не е намален за дури 24% споредбено со 2019 година. Но ако се анализира економијата на Германија, полека тие се стабилизираат и делумниот карантин нема да има влијание толку многу по наша проценка, и се гледа дека Германија за одредени работи го има зголемувано увозот на стоки и добро од други држави, што значи дека ако имаме компетитивни компании кои може да произведуваат такви производи или услуги, тоа може да биде придобивка за нашите производителни капацитети.
Затоа владата во иднина треба да размисли во овој дел да ги стимулира фирмите кои произведуваат иновативни производи кои би можеле да се пласират во пазарот, вклучиво и во Германија. Ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Се надевам дека дадовме придонес и дека мерките ќе се почитуваат. Кратко само, Караджовски. Се надевам дека во почитувањето и спроведувањето на овие мерки ќе ни помогне нашето население. Апел до нашето население. Ве молам, ве преколнувам. Мерките да се почитуваат во целост. Тоа е за наше заедничко добро. Со нашето население, кој што ќе ни помогне, мерките ќе бидат адекватни, соодветни на времето и на моментот. Ние стоиме на браникот на ковидот. Нема да попуштиме и нема на никого да му ја направиме таа чест да не снема кога некој друг ќе посака. Ние сме тука и ќе работиме. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Уште една пауза, па саботажа. Постојат најразлични идеи како да се реши спорот кој го наметна официјална Софија. Веројатно најингениозната од сите е по секоја цена да се прават трикови, кои не наликуваат на зрела, туку на инфантилна држава. Значи, постојат многу начини за да го сопирате овој процес, да го забавувате овој процес. Еден од членовите на комисијата, да речеме, ќе си поднесе оставка, па додека не се избере нов, комисијата нема да работи, па потоа другиот ќе биде болен од ковид, па ќе биде во самоизолација и комисијата нема да работи. Ставањето под тепих нема да помогне бидејќи вакви финти влијаат само за пролонгирање на времето. А тоа меѓу Бугарија и Македонија не е со разлика од само еден час, туку со столетија. Во однос на мерењето, како пример, може да послужи брзината со која поминува тоа на власт и долгото трајање кога си во опозиција. Тогаш, дури и се дуплира. Имате здравствени работници кои што не се примени на работа 6 години, доктори, затоа што родителите им се од ВМРО ДПМН. 6 години не се вработени. За волја на вистината СДСМ е 3 години на власт, но може се мисли на ДУИ, која има континуитет, а според зборовите на првиот вице-премиер, тие се сега наисто со својот коалиционен партнер. Сепак има такви кои не се согласуваат со тврдењето дека постои симбиоза. Но би сакал да порачам нешто и до премиерот Заев, дека од вечерва ние сме веќе едно. Pa jam priti që të bëhet një me LSDM-n më dhe ja. Ja. Kushdo që e ka thënë, Je një herë, je për herë, a i bjen kështu apo ose jo? e ka thënë prej merakut, ose e ka thënë prej padijes. А тој пусти мерак за фотелја е поголем од кое било незнаење, рамен со чаталот на политичарите со краток фитил, кои по никоја цена не сакаат да сватат дека функциите не им се дедовина, а уште помалку дека им се вечни. Наместо да ги стивнат, тие фрлаат шкорче и пак ги разгоруваат, несвесни дека ароганцијата е најнеквалитетното политичко гориво, кое предизвикува пожари кои никогаш не се гасат. Ние никого не држиме со сила на работно место, околку некој смета дека му е мала платата во противпожарната бригада, дека не го најдеме системското решение, во секој време може да се пребара работа на друго место. Ако ова е непотребна, ама свесна брза уста, тогаш овие двете други се исто, такви, ама веројатно несвесни. Оти не е во ред да иташ и да се представуваш дека му припаѓаш на друштво, кое се уште не ти го наместило столчето на масата. Рамо до рамо, земја со најпредните, најсилните, денес членка на НАТО, а членка и на Европската Унија. Земјата ни оди напред, еве сме членка на Европската Унија. И на крајот. Кажуваат двајцата дека сме членка на Европската Унија, никој не реагира. Тоа може да е гаф, и тоа може да е и свесна манипулација кај граѓаните кои што не знаат дали сме ние членка на Европската Унија. Недоумицата на гласниците на јавност е оправдана, онолку колку што е неоправдано да се смета дека граѓаните не знаат дека не сме членки на Европската Унија. Тоа веќе не е претпоставено несвесен гаф на кој му се дава непотребен публицитет, туку обид за свесна манипулација, ама со намера да го добие.
Завршуваме, се гледаме повторно в понеделникот 22. Пријатно.